Што имате превземено како Центар за управување со кризи во однос на поплавите во Делчево? Центарот за управување со кризи ја координира работата на институциите. За почеток, јас лично се слушнав со градоначалникот на градот Делчево, на општина Делчево, меѓу другото, веднаш и нашите служби, дежурниот оперативен центар на ЦУП стапи во комуникација со службите на општина Делчево. Од страна на градоначалникот беа побарани пумпи за испумпување. Ние не можеме да влијаеме врз временските непогоди, но би сакал да подсетам дека на 15 мај, значи пред еден месец, предупредивме дека следат поројни дождови кои што може да предизвикат локални поплави, односно голема количина на дожд за кратко време да падне на едно мало подрачје, при што и атмосферската канализација и фекалната канализација, колку и да се солидно направени, нема да успеат да ја примат таа вода, поради што може да дојде до поплавување на улиците, на подрумските простории. Ние напоменавме дека на државата не се заканува библиска поплава, дека нема поплава од повеќе метри во која што можат да загинат луѓе, но следат поплави во кои што може да бидат поплавени, особено подрумските или приземните простории на куќите и да биде отежнат сообраќајот. Оваа моја пресконференција, верувам дека беше и вашата екипа на неа. Понатака, во моментот кога почнаа силните врнежи, градоначалникот побара пумпи, меѓу другото, покрај контактирањето на институциите, јас лично стапи во контакт со градоначалникот на општина Кавадарци, без да губиме време на формалности, Митко Јанчев, и од него побарав, доколку е во можност да испрати неколку тимови од територијалната противпожарна единица, бидејќи неговата територијална противпожарна единица, односно територијалната противпожарна единица на Кавадарци, една од подобрите, би рекол, во државата, и тој веднаш испрати 2 екипи со 5 помали пумпи и една голема пумпа. Воедно од страна на градоначалникот и заедно со ЦУК беа контактирани соседните општини, сите соседни општини, односно оние кои што беа во можност, испратија своји екипи и пумпи, зашто и ние како ЦУК, но и градоначалникот во неговите изјави сме и посебно благодарни. Зборуваме за соседните општини како што се Берово, Виница, Кочани, не сум сигурен за Каменица. Дали како Центар за управување со кризи, кој тело кое што е под надлежноста на владата, дали владата може и планира да интервенира со некакви средства или дополнителна помош за елиминирање на штетите кои што ги претрпеа жителите на Делчево? Ваква штета претрпеа жители на повеќе општини, не само во Делчево. За жал, со оглед дека вакво време не очекува и во следниот период, барем во наредните 10 дена, верувам дека и на неколку наредни места ќе имаме вакви локални поплави. Едноставно природата е непредвидлива и колку и да сме подготвени како држава, не можат однапред да се спречат ваквите поплави. Јас ќе кажам дека на таа координативна средба која што имавме во мај, и претходно се разбира имавме неколку координативни средби, од водостопанство бевме известени дека сите примарни канали се чисти и тоа се покажа. Немавме застој кај ниеден голем канал. Исто и секундарните канали се во добро состојба. Конкретно еве во Делчево, пред 2 години имаше целосна санација, таму има нова одводна и канализација, и фекална канализација, и атмосферска канализација, но се покажа дека пак не е доволна. Бидејќи вакви врнежи се случуваат ретко со волкав обем и волкава количина, апсурдно е било која општина да прави огромни канализации и фекални атмосферски за еден дожд кој што би паднал во неколку години, а од друга страна се можностите скромни. Затоа уште еднаш ќе повторите прашањето, бидејќи рековте дека се очекуваат и дополнителни врнежи, дека можеби жителите на Делчево нема да бидат. Вашето прашање беше во поглед на штетата. Значи локалната управа информираме владата дали можете да побарате Постапката е следна. Прво, локалната самоуправа формира општински комисии кои што ја утврдуваат штетата. Излегуваат на терен и утврдуваат штетата и потоа проценетата штета ја испраќа до второстепената комисија на влада во која што има представници од сите институции, таму се утврдува штетата, потоа во обештетувањето делумно може да учествува владата, но дел од имотите се и однапред осигурани. Но ова е прашање кое што треба да го упатите до владата, бидејќи делот на обештетување не е во наша надлежност.
Наша надлежност е спасување на човечки животи, заштита на животот и здравието на луѓето. Можам да кажам со сигурност дека човечки животи немаше загрозено. Иако во Делчево поплавите беа малку посериозни, бидејќи во некои објекти, вклучително и во една државна институција, имаше безмалку 1 метар вода, но генерално поплавените подруми во поголем дел од градовите имат по неколку педи вода. И таа неколку педи вода е доволно да направи електричен спој да загрози нечи живот. Значи ние сме фокусирани да ги заштитиме човечките животи. Но се разбира за оној чиј што дом е поплавен и неколку педи вода знаат да направат голема штета. Благодарам.